Како Исланд спаси цела генерација од алкохол, цигари и канабис. Во доцните 90-ти години Исланд се соочил со сериозен проблем. Младите биле европски рекордери по конзумација на алкохол, цигари и дрога. Наместо репресија, Исланд избрал поинаков пристап. Со подршка на психологот Харви Милкман, државата го вовела така наречениот исландски модел на превенција. Наместо казнување, фокусот бил ставен на создавање здрава средина и алтернативи што младите навистина ги сакаат. Се почнало со годишни анонимни анкети кај младите за нивниот животен стил. Овие податоци биле основа за мерки. Ограничување на излегувањето на младите навечер. Децата под 13 години не смееле да бидат без надзор по 20 часот, а тинејџерите од 13 до 16 години по 22 часот, останатите до полноќ. Била воведена забрана на реклами за алкохол и цигари, поголем ангажман на родителите, но и клучно огромни инвестиции во спорт, музика и културни активности. Децата биле потикнати активно да се вклучат во воннаставни програми, на родителите им се нудела поддршка за трошоците. Резултатите биле драматично добри. До 2016 година употребата на алкохол кај тинејџерите паднала од 42 на само 5%, пушењето од 23 на 3%, а употребата на канабис речиси била преполовена. Сето тоа без казни, туку преку разбирање и соработка со заедницата.